Добро, може. Добро. Добро. По повод скандалот кој излезе во медиумите во однос на кумановската учителка со сликите на Facebook, ја би сакал како надлежни за образование, не би коментирал приватен живот на никого, меѓутоа поради тоа што имаме реакција на родители кои иницирале до директорката, ние како надлежни за основното образование, нашето создание се следи, дека пред 7 дена подоставен CD од родителите до директорот на училиштето Коча Рацин, била повикана учителката на разговор и после презентација на тој материјал, самата си поднела оставка, односно дала отказ на место учител во ово основно училиште. Јас мислам дека ги надминува сите морални норми во општеството овој скандал и не би сакал да коментирам понатаму за приватноста и однесувањето на учителката. Како само кратка биографија за собата, таа е во образовен процес повеќе од 20 години. Во период 98-2002 година беше назначена од тогашниот министер на влада на Република Македонија, бидејќи таква беше надлежноста на министрите во образование, за директор на основно училиште 11 октомври. После промената од 2002-2003 година натаму се префрла бидејќи губи позиција менаџер во училиште и доаѓа како учителка во основно училиште. На неколку конкурси се пријавува на директорски конкурси, меѓутоа не ја добија довербата и ние натаму не може да знаеме за нејзин приватен живот и овој скандал што излезе со порнографијата. Од таа позиција жестоко ги осудувам овакви појави на социјалните мрежи и ова е добар пример да во натамошниот период никој кој се бави со јавни установи, дали се тоа училишта, основни, средни, градинки и во образовниот процес на младите возрасти, не сме ни да помисли да преку социјалните мрежи ги стакнува овакви фотографии кои ја го нарушуваат пред се угледот на општината, на секторот за образование, многу лошо делува на воспитниот процес во општина Куманово. Јас сум задоволен што само иницијативно си дала отказ, бидејќи супротно ќе имаме процедура за отказна постапка. Сакам да истакнам дека тука не би ја политизирала ова случка, меѓутоа самата особа е виден член на ВМРО ДПМН, е член на Унија на жени, истакнат член, активист и е назначен за директор од владата на ВМРО во 98-2002 година. Тоа не коинцидира со моралните норми во политичките партии, меѓутоа сите уперени стрели во Куманово општината би требало да ги елаборираат од почетокот и мислам дека тука би требало да заврши ова сторија, немила сторија за образованието во општина Куманово. Се надевам дека во иднина нема да имаме овакви слушувања. Како напомена за вашите сознанија, Куманово е една од најголемите сектори за образование, значи имаме негде околу 20.000 ученици во основно и средно образование, со 1700 персонал во образовниот процес и негде 250 во техничката подршка во образованието. Така да тоа е еден огромен процент на АПРС од женскиот род се учителките, професорките, така да можноста за овакви непопуларни, да не кажам, несоцијални однесувања на определени луѓе, нешто од индивидуата, приватноста, меѓутоа мислиме надминала секаква морална норма за осуда и мислам дека во иднина ќе биде добар пример да не се повторува повеќе на социјалните мрежи овакви истории.